Главниот град на Украина добро знае како да се избори со каприците на мокните сили, а поради тоа тамошните аналитичари имаат поделени мислења за можниот втор мандат на поранешниот претседател Доналд Трамп. Постои мислење дека враќањето на Трамп во Белата куќа не е најдоброто сценарио за Украина, иако има и предпазливи мислења дека можеби и нема да биде толку лошо. Трамп рече дека брзо ќе ја заврши војната, иако неговиот подпредседател Джей Ди Венс еднаш рече дека не се грижи за Украина, оставајќи ги украинците во недоумица. Ова го прави потенцијалното председателство на Камала Харис како џокер за оваа нација, која толку добро ги познава Трамп и председателот Џо Бајден. Харис претходно се сретна со украинскиот председател Володимир Зеленски, но таа само накратко ја истакна Украина и како таа се разликува од Трамп. Трамп го охрабри Путин да ги нападне нашите сојузници и рече дека Русија може, цитирам, да прават што поѓаволи да сакаат. 5 дена пред Русија да ја нападне Украина се сретнав со председателот Зеленски, за да го предупредам за рускиот план за инвазија. Помогнав да се мобилизира глобален одговор со повеќе од 50 земји за одбрана од агресијата на Путин. Како председателка ќе застанам цврсто со Украина и нашите сојузници во НАТО. Аналитичарите велат дека Харис веројатно ќе ја следи полисата на Бајден поддршка за Украина, а надворешно политичките изјави на Трамп остануваат нејасни како и секогаш. Земете го ветувањето на Трамп дека ќе ја заврши војната за еден ден, велат аналитичарите. Не е сосема јасно како ќе го направи тоа. Се стравува дека тој ќе го направи тоа со едноставно напуштање на Украина, прекинување на средствата и притисок врз Зеленски за преговори, во време кога Путин ќе ужива целата моќ за преговарање. Но аналитичарот вели дека бојното поле се смени со неодамнешната одлука на украинските сили да нападнат преку границата и да освојат руска територија. Иако аналитичарите прогнозираат дека Украина ниту ќе бара, ниту ќе успее да ја задржи окупираната земја, тоа е метод за пазарење што ќе му помогне на Киев да победи. Не би очекувал промена во позицијата на САД во однос на војните операции на Украина пред ноември, но акцент би ставил меѓу ноември и јануари. Каков и да е исходот, за да видиме дали ќе му биде даден уште малку простор на Киев. И додека 20 кандидати се во трката за иден председател на САД, она што би можело да се случи во Украина, може би не зависи од американскиот председател, кој да е, Харис или Трамп.